А сега веќе имаме нашата колешка Ирена Спировска, која што пак со филмски информации и новидети за Киненова и најновото издание ќе не информира заедно со директорот на фестивалот Небојша Јовановиќ. Иренче, добро утро и повели со најновите, најтазе филмски вести. Сузе, добро утро до тебе, добро утро до нашите гледачи. Се јавуваме во живо од Младинскиот културен центар, поточно пред кино Фросина сме заедно со директорот на меѓународниот филмски фестивал Киненова, Небојша Јовановиќ, кој се подготвува за своето 9-то издание, кое започнува на 15-ти, а ќе трае до 20 октомври. Свеченото отворање на овогодинешното издание на Киненова ќе биде во знакот на македонскиот филм, а еве ги во продолжение деталите. Да ни кажете како ќе биде отварањето оваа година, кој филм ќе започне програмата, а нормално и што се нудите оваа година за љубителите на филмот. Добро утро до сите гледачи, благодариме на поканата. Да, оваа година фестивалот ќе имаме чест и задоволство да го отвориме со македонската премиера на првиот македонски анимиран долгометражен филм Јон Вардар против галаксијата на Гоце Цветановски. Наистина ни е драго што сме дел од што сме вклучени, што ќе поддржиме македонската кинематографија и ќе испишеме историја. Инаку програмата на Киненова е компонирана од повеќе програми. Нормално нашиот идентитет е главната програма, значи таму каде што е фокусот, а тоа е програмата меѓународна конкуренција, каде што се 6 филмови на нови млади режисери од Европа и од светот. Како што знае јавноста, ние сме фестивал кој што открива и промовира нови автори, нови филмски автори, така што можам да кажам накратко за филмовите. Имаме многу интересни приказни од Иран. Тоа е филмот Кафуле на Навид Михандуст, потоа филмот Бунтот на Силвер на Дан Шадур, израелскиот филм Бунтот на Силвер, документарен филм инаку. Многу интересен филм за еден млад човек кој што измислува една апликација за младите луѓе, за сите кои што се заинтересирани за користење на марихуана во различни цели. Да, филмот нормално не пропагира користење на ова лесна дрога, но зборува за тој еден феномен во Израел и за сите различни страни кои што се засегнати од сето ова. Инаку останатите филмови се Хотел Пула, хрватскиот филм Хотел Пула на Андреј Коровљев, филм кој што е прилично, како да кажам, интересен. Тоа е филм кој што се случува, приказната се случува за време на воениот конфликт, војната во Босна. Една многу човечка приказна. Потоа е филмот Планета 7693, инаку копродукција помеѓу Македонија, Србија, Црна Гора. Се работи за еден филм кој што е многу интересен и за децата и така една приказна за едно семејство за време на транзицијата во Босна, во Црна Гора, нешто што е актуелно и кај нас, и едни многу фактички последици од таа транзиција, како целиот стрес делува на едно семејство и какви се загуби произведува. Една всушност на почетокот изгледа како една драматична, поточно една трагична приказна, меѓутоа се отвора една многу топла и многу човечка приказна низ очите на едно дете. Да, мислам дека ги кажав сите филмови. Тоа се филмовите од главната, односно надпреварувачка категорија. Колку вкупно филмови инаку ќе опфати ова предјубилејно издание на Киненова? Да. Значи ќе опфати 30 на филмови, меѓу кои се и кратките филмови од меѓународната конкуренција на кратки филмови. Но оваа година, како што знаете, секоја година представуваме една кинематографија или земја која што не е представена во Македонија
која што е недоволно позната. Оваа година фокус правиме на финската кинематографија, една земја за која што не знаеме баш многу, која што сметаме за таму далечна некаде и екзотична и ладна. Меѓутоа имаме два филма, преку два филма ќе представиме финската кинематографија, едни многу топли, приказни, многу, како кажам, филмови за младата публика, исто така за актуелни за финското општество, актуелни тематики. Се чини дека жирито ќе има тешка задача и оваа година да го направи изборот на најдобриот филм. Лично мислам дека ќе имаат плодна и жестока дискусија. Инаку да го представиме жирито оваа година е составено од нашиот веќе етаблиран режисер Јани Бојаджи, ќе го придружуваат Асимина Проедру, авторка, режисерка од Грција, која што со чив филм ние го отворивме минатогодишното издание. Нејзиниот филм беше Behind the Haystacks или Зад стоговите сено. Една прилично сериозна и многу талентирана авторка. И третиот член е Дорина Оарга, инаку која што е дел од организацијата на Меѓународниот филмски фестивал во Клуж во Романија. Исто така е дел од Европската филмска академија и еден значаен човек кој што ја познала европската кинематографија. Јас ви посакувам успешно издание на ова 9-то издание на Кине Нова. Уште еднаш заеднички ја покануваме публиката да ги проследи филмовите и да ужива во богатиот и убав избор. Се одјавуваме ова утро, ви посакуваме убав остаток од денот и се гледаме веќе утре со нови теми. Многу ви благодарам за овие убави вести на крај.